Мајски оперски вечери 2025, македонска опера и балет. Добро утро. Беше и остана. Добро утро, да се погледнавме. Беше и остана, да. За поканата и можноста да бидам ваш гостин ово утро и нормално на гледачите на македонската телевизија, љубителите на оперската уметност да им најавиме што ни предстои во наредниот период. Христо Саракинов, уметнички раководител на опера. Така? Така. На операта, добро. Што е ново на програмата на Мајските оперски вечери? Па на почеток сакам да укажам и потенцирам за традицијата и за важноста на овој фестивал, дека овој фестивал Мајски оперски вечери 53-ти по ред оваа година. А е од голема важност не само за нашата куќа нормално, туку и за државата, за Република Македонија. И не случајно изминатите 53 години на сцената на македонската опера и балет продефилирале врвни светски имиња, кореографи, режисери, сценографи, диригенти. Нормално е да и оваа година, следствено на тоа, го следиме трендот на успешност изминатите години и ние како уметници и како раководство нема да сгрешам ако кажам дека живееме за овој фестивал. Со нетрпение чекаме да започне во петок. За овој фестивал со голема возбуда се подготвуваме за се да биде спроведен перфектно и слободно. Можам да кажам дека во светски рамки многу котираме многу високо за еден тип на ваков фестивал. Колку тешко или лесно успевате да го донесете во Скопје интерпретаторот кој што го имате замислено да биде дел од Мајските оперски вечери, да биде крем на програмата? Па видете, секоја година, како што кажав, имаме врвни светски солисти и диригенти. Нормално се спремаме месеци наназад, ја креираме и ја правиме програмата и едноставно е, комуницираме, прифаќаат, знаат за тежината на овој фестивал, некои веќе гостувале веќе изминатите години, така да немаме проблем во таа. А нашиот крем? Нашиот крем е секогаш тука неизбежен, значи имаме исто така домашни солисти кои се со врвен светски ранг. И тие што се излезени надвор и тие доаѓаат без Така, проблем, наоѓаат време. Добро, Така. тоа многу е важно тоа. Ова година подготвивме програма која сум сигурен дека ќе ги задоволи и највисоките музички критериуми. Која е темата година? Слоган немаме, Мајските оперски вечери немаат слоган, така да темата е нормално премиерата Риголето, премиерната изведба. Како што е добро позната на публиката, започнуваме на 9 мај со еве позадина го слушам со Вердиевиот триумфален марш, со палење на фестивалскиот оган и нормално започнува премиерата внатре во салонот на МОП. Нова реžија, нови костими, нова сценографија, значи комплетно све ново и ексклузивно за публиката. Добро, колкав е предизвикот, како тече таа подготовка во организација на еден ваков фестивал кој што велите дека високо котира, реномиран, признат? Тешко е, не е едноставно, нормално. Што се треба да биде вклучено? Значи вклучени сме сите. Вклучена операта најмногу, нормално, тоа е природно. Вклучен е хорот, хормајстори, оркестарот, исто голем дел. Имаме многу високо квалитетен оркестар во македонската опера и балет. Така да тоа се спојува, имаат одделни проби, режиски проби, на крајот се спојува и излегува. Добро, а што се случува ако некој од познатите имиња кои што веќе се подготвуваат тука се разболи? И потоа? Па нормално е тоа, видите. Кој одлучува кој ќе го забави? Нормално одлучуваме ние, нормално јас како уметнички раководител и генералниот директор одлучуваме ние, имаме нормално соработуваме со повеќе менаџери, го наоѓаме најдоброто и секако еве ни се случи за отварањето такво нешто, така да немаме никаков проблем околу тоа. Она што сакав да ве прашам, постојано, еве веќе прашањата си карти, дали има пуштени се, можат ли да се најдат и така натаму, треба ли да се резервираат? Секако нормално е тоа, да. Кога сме во можности тоа го доволуваме, но Шегата настрана, сакав да прашам што ја фасцинира толку многу публиката да се враќа повторно и да ја полни салата на македонската опера и балет? Морам да се поправам дека почетокот на сезоната нас не красат полните сали, си ја вративме. Ние секоја сме имале публика, но оваа сезона веќе насетуваме дека публиката ни е повторно тука, полни се салите.
Сакам да ги замолам гледачите и љубителите на оперската уметност да побрзаат ако сакаат да посетат 6 представи имаме на репертоар. Една од представите затоа што за првите 2 представи веќе и од прошлата недела нема карти, билетите се веќе распродадени. Многу малку билети се останати и за останатите 4 представи, така да уживаат, да дојдат едноставно да купат билети, да уживаат. Каква е реакцијата на публиката? Искрен ли е аплаузот? Аплауз мора да има секогаш, бидејќи оние што се додени таму се културни, нели, публиката ужива за секој од представите. Поголемиот дел од публиката ние секогаш тука ги знаеме, ги знаеме и луѓето веќе, така да едноставно уживаме. Кои се очекувањата за годинава? Очекувањата ни се да од ланската година да бидеме уште подобри. Па секогаш да бидете понапред, а ние ќе бидеме Секогаш честни, ка биде така сега уште кога веќе зборуваме и се навраќаме години и така, која изведба вас лично ви оставила најдобар впечаток? Па мене лично, ако ме прашате, моја омилена представа операта Турандот. За мене најграндиозна, најкомплексна за работа. Јас сум музичар, доаѓам од оркестарот, од трубач и дали поради тоа е тоа некоја привлекување. Така да за отварањето се одлучивме за една италијанска екипа, добро позната италијанска екипа, италијански шмек. Режисер ни е Джанлука Мартиненги, кој е нормално воедно шеф диригент од оваа година во Македонската опера и балет. Исто така и кореографот и сценографот ни се од Италија. Во насловните улоги ги имаме Леон Ким од Јужна Кореја и нормално морам да кажам во улогата на Джилда публиката ќе има можност да ја слушне и види нашата Ана Дурловски, која ова година баш на отварањето на Реголето има еден јубилеј, 25 години уметничка дејност. За Ана Дурловски не сакам за квалитетите нејзини да говорам, добро позната. Да не сгрешиме нешто, не за друго. Да не изумиме нешто, добро да не семејството забравиме. Дурловски, да, Така е, се разбира, да, наши Игор ќе амбасадори настапи исто се за тие. Реголето, така ги имаме двајцата во Реголето. Сакав само на крајот, нели, споменавме, се враќаме низ годините, правиме еден рекапитулар, се подсетуваме, имаме високи очекувања за годинава. Во подготовките, екипата која што доаѓа тука и работи со нашите врвни имиња, со кои што ние се гордееме и, пак ја кажам, се наши амбасадори, по кои што не познаваат, работат, веројатно соработуваат, имаат и колку имаат време во подготовките на мајски оперски вечери да бидат заедно во таа подготовка со работка? Тие се секојдневно заедно. Значи имаат дури од 2 до 3 проби и странските солисти, и нашите солисти. А колку време се тука претходно тие? Па странските солисти поготово доаѓаат 10 дена, 15, зависи до тежината на представата. Имаме солисти доаѓаат 2 дена, 3 дена пред представа, така да нема никаков проблем, се вклупуваат. Доволно за да ми одговорите на следното прашање, значи да видат за начинот на работа тука кај нас, да малку да ја доживеат нашата сцена, нашата опера, па и нашиот начин на функционирање и работа и што велат. Не сме многу поразлични, значи квалитетот ни е тука некаде, така да не се изненадени, значи како да ви кажам, ние лесно ли се вклопуваат? Многу лесно тој процес оди, значи како да ви кажам, не се изненадени диригентите што доаѓаат со многу високи пиетети кажуваат за нашите солисти, за нашите уметници, за оркестарот, за хорот, така да немаме никаков проблем околу тоа. Добро, ова своевидна пресконференција нека биде најава за она што ќе се случува на мајските оперски вечери 2025 и благодариме за учеството.